Проектот Македонија вработува е проект кој што би рекол ја одбележа 2015 година. Започнавме да го реализираме некаде на средината на месец април 2015 година и целта на самиот проект беше да се помогне на повеќе групи на невработени лица кои што се помалку конкурентни на пазарот на труд преку низа на поволности да станат поконкурентни, со тоа да ги мотивираме приватните компании кои што доколку вработат одредено невработено лице преку овој проект ќе заштедат поголеми средства и на тој начин да го забрзаме процесот на отворање на нови работни места. Проектот Македонија вработува даде и досега исклучително добри резултати. 15.900 работни места се отворени заклучно со денес. Тоа е период од помалку од една година. Овој проект трае до 15 април оваа година. Би сакал да ги поттикнам сите приватни компании да искористат оваа единствена можност за да заштедат средства и да отворат нови работни места. Поволностите кои што ги нуди проектот Македонија вработува со ослободување од персонален данок и ослободување од плаќање на социјални придонеси. Зависно од која категорија на невработени лица ќе бидат вработени, ослободувањето може да изнесе од 27 до 37% до просечна бруто плата во период од 3 до 5 години, а за оние највозрастните до нивното пензионирање. Досега овој проект помогна на над 8700 компании да отворат нови работни места и вкупно се отворени, како што кажав, 15.900 работни места. Интересно е да се спомене што од овие 8700 дури 7700 компании се мали компании со до 10 вработени. Што значи точно ја погоди целта овој проект, бидејќи им помогна на најмалите компании да растат, да се развиваат и да го прошират бројот на своји вработени. Ова бројка од 15.900 работни места за, како рековте, не цела година и половина како му доаѓа во принцип, всушност е бројка која покажува поприличен раст на бројот на вработување во Македонија. Може лесно да се оцени дека станува збор веројатно за, како што велите, таргетиран успешна цел. Меѓутоа, што станува со останатата бројка на вработени во Македонија? Анализите покажува, односно и статистичките податоци покажува дека имаме во Македонија перманентна пад на невработеност изминативе 10 години, пропорционално раст на бројот на вработени. Колкава е бројката на вкупно вработени луѓе во овие 10 години во Македонија и дали покрај овој проект имаше и други проекти кои што на ваков начин и сличен начин поттикна зголемување на вработеност? Најголемиот успех на владата на Република Македонија предводена од ВМРО-ДПМН изминатите 10 години е падот на невработеност и креирањето на нови работни места. Ако во 2006 ја затекнавме ситуацијата со над 38% невработеност, заклучно со последниот квартал од минатата година, невработеноста во Република Македонија падна на 24,6%, што е огромен пад за период од 10 години. Секако дека е се уште висок и дека треба да продолжиме со политиките кои што даваат резултат за континуирано да продолжи падот на невработеноста. Меѓутоа, во овој период од 10 години се отворени над 150.000 работни места. Само изминатата година преку проектот Македонија вработува се имаат отворено 15.900 работни места. Дополнително преку мерките кои што ги се реализираат преку Министерството за труд и социјална политика, како што е мерката за вработување на млади лица до 29 години, која што и практично беше иницијатор на проектот Македонија вработува. Таа мерка започнавме да реализираме во март 2014-та, заврши овој март оваа година, беше во примена 2 години како системска мерка со законски измени овозможивме ослободување на компаниите од плаќање на придонеси персонален данок за млади лица кои што ќе ги вработат во
во период од една година и преку оваа мерка се реализира над 12.180 вработувања, што исто така една голема бројка на вработувања постигнати во период од 2 години само за младите лица до 29 години. Тука се и активните мерки и политики за вработување кои што се дел од оперативните планови кои што ги носи владата на годишно ниво, а сме започнале со нивна реализација од 2007 година. Од прилика околу 10 милиони евра се реализира за активни мерки и политики за вработување преку директни грантови за само вработување од 3000 евра, преку мерки за субвенционирано вработување преку кои што државата плаќа дел од платата во определен временски период од 6 до 12 месеци за секое вработено лице, до мерките за практиканство и за обука за побарувани вештини на пазарот на труд, преку кои што изминатите години се отворени околу 34.000 работни места. За оваа година имаме обезбедено 11,5 милиони евра само за активни мерки и политики за вработување. Очекуваме уште околу 8.000 работни места да се отворат преку овие директни субвенции на приватните компании.